Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Откако вчера Радио Лидер објави дека сопругата на Димитар Апасиев, Тамара Јованов, поседува имот, поседувала. Значи не објавивме дека сега поседува, дека порано поседувала компанија за производство на чевли и дека во истата таа компанија биле давани плати од 6 до 12.000 денари, наместо да стигне демант до нашето радио, стигнаа вчера навреди. Колку се глупи слепците на ДПМН и нивните пајташи за една употреба, и видиш по идиотските лаги кои ги креираат и споделуваат. Вели Тамара Јованов, и тоа е се од прилика понатаму. Вели, јас до пред некој месец бев сестра на Апасиев, а од денес имам фабрика за чевли со 100 вработени на минималец. Не од денес, туку дека сте имале во периодот од 2015 до 2017 и на работниците им е даван минималец, дури и под минималец во таа индустрија. Анкетниот лист со имот пак е јавна информација за писмен. Имате сериозен проблем со вашиот анкетен лист, затоа што наследник на таа компанија во овој момент е вашата ќерка Ева Маријанова, а тоа не е пријавено во имотниот лист. Ќе биде се објавено накнадно во со документи, ги имаме и пресудите од судот за минималните плати, имаме се, така што и анкетниот лист и антикорупцијска комисија ќе има работа, многумина ќе имаат работа со вашиот случај, а во меѓувреме, по вчерашната оставка во политичката партија Левица, вчера се повлече и председателот на општинската организација на Карпош во Левица и председател на советот на општина Карпош, Бранко Ристов. Го познаваме Бранко подолго време, еден од поактивните во таа политичка партија. Значи расколот во Левица се продлабочува. Откако излезе Масларковски од аеродром, сега излезе и Бранко Ристов. Вие читаме неговата оставка. Вели, давам оставка од сите внатре-партиски функции. Функционирањето на партијата преку бркање пиар пред политика, наместо обратно, и внатре партиската кадровска структура ме донесе до заклучокот дека политичките цели на партијата на која посветив 8 години се најверојатно неостварливи. Оттаму не би сакал да посветам уште 8 за да ми се потврди мојот став, зашто би пропуштил неповратно време кој би можел да го посветам на најблиските. Оставката е со цел да се избегне потребата да се расправа за мојот статус во партијата. Не би сакал повторно президиумот да се градира пред филување на одлука во генерален став. И понатаму тој продолжува со текстов, да не читам, но вели на крај заклучува: во случај некој да врти филмови за пучови и расколи, пуч согласно статутот на Левица е практично невозможен. Би знаел оти статутарните измени ги презентирав на првиот пленум. За раскол излишно е да коментирам. Оти партијата е во континуиран раскол веќе некоја година. Моето присуство нема да го реши ниту пак моето отсуство, затоа што во змиско гнездо, кога ќе снема глувци, ќе останат само змиите да се јадат меѓусебно. Многу среќа и понатаму, тие што сте ми другари и другарки, останувате за секогаш. Бранко Ристов, Левица. Добро утро и за Солтир Костов и за Ивица. Ја еве да не биде дека као вчера јас сум агитирал против Левица, ве молам вас двајца прокоментирајте го. Ништо повеќе. Кој има предност? Ајде, јас какам тешки зборови се ова. И од човек кој што е високо во хиерархијата на Левица. Колку што знам јас, ова е во втор мандат, така? Во општина Карпуш? Да. Во втор мандат е председател на советот. Значи, не сега е председател на советот, ама во втор мандат е избран. Значи, он е избран уште предходните локални избори, така? И човек на невисока функција што доаѓа од Левица. У моментов, значи, 8 пратеници се повисока функција. Кој што Трамп вика Deep State, ова е Deep Левица, и сега види, ова е во след. Вчера имавме една работа, ја коментирав тука дека една ласта не чини пролече, така беше. Но ова е втора ластовичка. Има во најава други? Или ја читав текст еден дека има во најава и други? Наводно има некое писмо од збир на општински организации. Сега види, значи
Ти си поминувал низ ова. Може ли да направиш некоја паралела со Деја? Не, па ја... Само микрофонот. Десетина паралели ќе ви направам. Тоа е болест од која боледуваат нашите политички партии. Во мојата книга јас тоа го имам карактеризирано како детските болести на политичките партии во Република Македонија. Ама ја нешто ќе ве разочарам. Јас сум изненаđен и увреđен. Ја знаете дека јас сум тих симпатизер на левица и ова што се случува со левица мене ме изненадува. Што туку се оправи? Што значи тоа? Чекај се, има не морам да те затоа што јас сум обвинет, јас сум обвинет определени кругови блиски до радио лидер дека сум гласен поддржуват. Не, чекај се. Не само тоа. Не. Види, вчера во определени кругови во Македонија не само блиски до радио лидер, него и пошироко тука се правеле истраги. Не е битно. Сега ме интересира што е бучен поддржувач, зашто ја бев обвинет, што е тих поддржувач, што кај тебе гледам дека врви без проблеми, дури со насмевка. Па да. Што е разликата? Може ли зашто од Алијанса? Што туку се оправив од расколот во Алијанса? Че и симпатизер бев и на Алијанса. Ама чекај, сотир ти да си симпатизер на сите партии случајно. Чекај се. Немој да удараш ниски ударци, пошто денес ви спремам аперкати и атомски слева и десна на двојцата. Не, јас сум сега изненаден вака, се мора да ми го објасни. Ало, јас сум заговорник од молим пред 3 те у контекст години. да го ставиш, немој вака. Сега ме слушаш? Заговорник од пред 3 години дека блокот македонски партии предводен од ВМРО ДПМН, по него движењето тогашно, а сега партија Знам за наша Македонија и Левица ќе се апсолутни победници на предстојните парламентарни избори 2024. Со тоа што имаме една звездичка, каде велам, ВМРО е апсолутен проведен, а овие две партии го следат. И уште една звездичка, велам, од оправдани причини, може би Левица само ќе ја поддржува владата, новата влада, новите победници, нема да учествува во владата и го спомнам случајот со ВМРО НП, а ќе има некој директорски место и не знам како што е, натаму ради антиблак, ова натовска расположба и не знам што други работи што ја карактеризираат, и сега одеднаш после Алијанса се ништи Левица. Но, ајде сега да бидам малку сериозен. Само секунда да те пред да бидеш сериозен. Значи, се повлекуваат председателите на модераторите, односно така ги викаат председателите на нивните општински ограноци во Прилепки, Дојран, Ново село, Карпош, Илинден, аеродром. Нашите слушатели не читале сите. Пардон. Значи, во овој момент ограноците немаат лидер во Штип, Кочани, Куманово, Прилеп, Охрид, Тетово, Гостивар, Кичево, Кисела вода, Илинден, Газибаба, Бутел, Ѓорче Петров, Карпош и Центар. Се повлекува и советникот во град Скопје Александар Николовски, овој ВМРО Николовски, овој Николовски, исто така ја напушта советничката група во Левица во советот на град Скопје. Се повлекува и носителот на листа во Газибаба Дарко Стојановски, кој бил во Централниот комитет, и советникот од Газибава Орде Маневски. Значи, во Газибава тие веќе немаат советници, практично. Вака изгледа во овој момент. Да, не. Ситуацијата на не е розово, да, сега ќе бидам сериозен. Веќе ви кажам. Оваа болест прв го зафати и ја преживее ВМРО ДПМН. Почна од раните 90-ти години, кога 7-8 партии се испилија и се одделуваа во парламентот како посебни групи, ама на секои следни избори гинеа. Последен пат успешно одделување од ВМРО имаме ВМРО НП 2006 година, а неуспешно одделување имаме Обединети за Македонија, Љубе, и сега да не ги бројам сите. ВМРО ДПМН ја преживее ова болест, си е обединето по сите можни хоризонтали и вертикали, ама да не забораваме дека и СДС боледуваше од оваа болест, потоа помина кај него, и да не ги забораваме НСДП, ПОДЕМ и други партии има, ама сега времето да трошиме за Левица. Што значи ова за изборните шанси? Тоа е прашање. Затоа, вака теза, ово се намалуваат изборните шанси, ја и оној пат за друг медиум кажав, кога реков, самото назначување на Ванковска за кандидат, значи на Левица и треба
многу повисоко ниво на интелектуализам, а не кршење на компјутери, мавање со чевел и одење кај на гробот на оној како беше Емер Хоџа. Значи, како да поднамирисав нешто, ја дома имам еден тефтер каде што дневните работи ги запишувам. А 2-3 недели ми ја немаше левица и на мојата животна сопатничка ја викам, абе биле ми ја нема левица каде? Па твоја левица изгледа, вика, ќе ја фати болеста, бидејќи она ме прати све што ја анализирам. Значи, како да... Подржувачи на левица имаш тука, Љупчо. Како да... Како бе се тоа? Јас сум демократа. Така е, само ви етикетирајте. Ја викнам. Вам само едно ќе ви речам, Руси долазе. А ќе ви го објаснам што значи тоа. Сега па ја да ве закачнам тоа. Значи, очигледно левица ги има проблемите. Што ти те немаат викнато тебе да им правиш тренинг, ради тоа не ги прави. Алалда ти е. А? Алалда ти е. Знам ја. Знам што е работа. Сега ме тераш да бидам безобразен. Ајде. Едини лидер кој не сака да комуницира со мене е Апасиев, а јас имам симпатија. Во неке со неговите функционери да функционираат со тебе. Ама види, денеска некако не ми давате да се доискажам, ќе станам, ќе сидам. Значи полека, бидете трпливи. Ајде. Значи 3-4 пати најкултурно. Уште од ТВ Нова кога правев емисија Осило, му телефонирам, не дига, му пуштам порека, не. И еднаш една мудрост се послужив. Господин Апасиев, ви се јавувам за векана во емисијата Осило, трет пат неуспешно, ќе го објавам ова. Ми враќа спорака. Господин Костов, многу сум зафатен, ќе ви се јавам. Од тогаш ми се јавува, помина 7 години. Но, ова не ми личи, ја што го кажувам, ама ја потврдувам тезата што ти ја кажуваш. Имаат проблеми со комуникациите. Комуникациите во политиката се двонасочни. Они се едни радикални момци и затоа ми се симпатични. На мојот, не го носам денес телефонот. Сликата на мојот телефон знаете што е? Не знаете, оној пат вие покажуваме, не памтите? Што беше Че Гевара? Ел командант, Че Гевара, Ел команданте. Кога ви реков, и сега да видите кој сум ја симпатизе, кога ви реков, не Робеспиер идол да им е, човекот кој го заведе теророт и прогонот во политиката пред 200 и кусур години. Че Гевара, најголемиот револуционер во историјата, кој го потврди историјата, не е како Ленин, не и да не ги набројам Троцки, Моцки, сите. Значи, им давав ја насоки на кого, на Нелсон Мандела, на Ганди да се угледат. Не вре, брате, Робеспиер, што биле непоткупливиот. Да, ма Робеспиер има и темна страна на својата личност, ми само оној пат ја објаснува. Не знам сега жена му дали имало фабрика. Значи вака се јас се договорим. Тоа баш не. Ти Злате како да си гледаш на кафе ова утринска емисија, во се вика, значи како погоди. Они апсолутно се самобендисани, апсолутно не сакат да чујат мислење од страна и тоа е Фројдов моментот комплекс кога Ванковска и предложија да биде кандидат преку ликот на... види, Ванковска се можете да и лепете, ама Ванковска е една мирна, скромна жена. Се изгледа успеа да собери госпоѓата Ванковска подписи, синоќа според тврдењето нејзине и фалеа уште 20 во ред, но како ќе го прокоментирате тоа што Ванковска собра побавно подписи од еден Максим Димитриевски, кој 6 месеци има партија? Добро утро, ја кога зборев за Знам наша Македонија, ми се посмемнувавте под мустакот. Што е така? Што реков ја? Звезда на овие избори, ама изненадувачка звезда, ќе биде Максим Димитриевски и Знам за наша Македонија. А претходно реков, апсолутен победник на овие избори ќе биде Кристијан Мицковски и ВМРО Джапаман. Ама, Сотир, ние пошто ти ни кажа дека се бави со политички тренинг. Ајде. Ние заради тоа го кажавме, тоа викаме земал некоја пара од Максим Димитриевски. Шајко него, пошто мене нема да верувате. Но генерално во право си, барем по начинот на собирање подписи. Не, мене тоа не ми беше битно, ја го знаев тоа, мене ми беше битно како тој приде на нашето пучанство, како граѓанинот, неговото величество, граѓанин го издигна на високо ниво. Создаде прво, па Хрватите, брача Хрвати су тоа. Добро да пучанство, да. Значи, го издигна на пиедестал, направи граѓанско движење, да не се повторувам, направи хармонија победничка во Куманово, победи. И сега, таа матрица сака да префрли во Македонија, јас во тоа го поддржувам. Зошто? Бидејќи сум визионер во аналитичарите и ја гледам феноменот на третата политичка партија,
ја лоцирав кај него и кај левица. И ми е криво сега ова што се случува во левица. Етикетирајте ме колку сакате. Што ти е криво? Па без избори ова чим ти се случува, резултатот се оронува. Дали мислите дека некој друг го организира тоа? Не има некои мрачни сили кои му прават пут. Злате. Затоа што вчера, Злате. сега ќе ви кажам, вчера сопругата на Апасиев многу по е активна на тема во неа, затоа мора да ја цитираме него. Он не се произнесува преку жена му, веројатно ни се обраќа. Чудна пракса, сега не знам вака. Еден новинар Шнајдер има така. Кога не ги исплатува од екипата од продукцијата, жена му правник била, договорите што не ги исплатува Шнајдерчето, го знаете кој е Шнајдерче? Во еден центар. Да. Не го знаете? Еве вели, некој не добил тоа што сакал, па се налутил и ќе се работува со тие што до вчера ги плукал. Ова другари кажува најмногу за вашиот карактер, инфантилност и неискресност. Ова потврдува дека апсолутно не сте за таму каде што сте сакале да бидете и дека првиот момент за чистка е дојден. Значи сопругата на преку жена му најавува чистка. Ни први ни последни. Злате, оној ден која ти мене колумна ми ја објави во Лидер, те молам. Името како е на колумната? Црвените и сивите еминенции излегува на јавна сцена во Република. Жена му сива еминенција. Па чекај, за секој успешен маж стои успешна жена, цршна жена. Добре, не сме виделе. Ало, ја зашто сум успешен? Не сме виделе сега Зорица Заева. Пошто жената ме раководи, што ти е тебе? Зорица Заева, Боркица Груевска. Значи не сме виделе вакво нешто, ни први ни последни. Гангрезното ткиво мора да се сече од корен, вели сопругата на Апасиев. Идејата ги надживува сите. Ајде, сериозни. Вака сега, ме прекина Боцевски, не се докажав. Не те прекина, 2006 не е уште од преска. 2006 година го советував Тито Петкоски во статутот кога ги правеше документите, а јас ја тренирав таа партија, го советував да стави право на фракции. Мислам ме послуша и дозволи. Еве зошто нашите политички партии не се демократски. Овој Апасиев, кој е млад, прогресивен, радикален, удира со чевли, крши компјутери и така натаму. Во статутот, како, ево да речеме, прогресивна партија, рипајте колку сакате, млада партија, да ставил дека некој има право на фракција, дека некој има право на крило, како што е во западната демократија, ке си се организираат едно крило, две крила, три крила, тоа е основата на демократијата во Велика Британија и ке може да функционираат. Кога се во интерес партиските, кога се во прашање партиските интереси ќе се обединат. Кога се борби внатре, ќе имат крила. Не го сваќа тоа нашите политички партии и ќе се распаѓаат пред избори. Тоа и се случи на Алијанса, те молам, и се случи на Алијанса, еве и се случува на Левица. Повели го. Ти го поврзуваш тоа? Го поврзувам. Како? А затоа што ја посматрам поинаку од вас, ја имам друг, нема љутење. Нема љутење, како е, мене ми е чудно. Значи, Алијанса беше опасна како алтернатива политичка и опозиција, се одлучи, чекај на албански да изговорам, Блерте Амети, зелениот Амети, да ја уништи. Кога Таравари отиде кај Курти и објави дека ќе биде, како се вика, опозиција. Значи, Алијанса кога се подели? Кога на сцена се појавија сивите црвени еминенции, Села синоќа дава најгрозното интервју на ТВ24. Села е голем интелектуалец, Села не беше лош политичар. Чекай се, ама избега да одговора. Ајде да се вратиме. Океј, не, избега. Леви сме денеска, добро. Леви сме денеска, не ради левица. Овакво, оние покрена прашањето за улогата на сопругите. Ама ја не можам на тоа ниво. Злате е млад, му личи. Ја не можам да коментирам супруг. Ја давам дефиниција за супруг. Не можам. Јас сум сопруг. Јас те прашувам. Ајде, те прашувам. Овако. Нормално е сопруга да поддржува сопруг. Тоа е факт. Така. Дали е место во јавниот? Не. Зошто? Треба да има функција. Вака, треба да има функција. Добро. Во партијата и треба да е ад хоминен напад на нејзиниот сопруг и како секоја сопруга на место да си го одбрани сопругот. Пошто овде јас гледам некаков си благ атак на левица, ама ради девијантните појави во самата левица, доколку се докажат, а изборите ќе покажат, таа нема причина. Во тој случај, кој е најнападен човек во моментот за 3 години во Република Македонија? Христијан Мицкоски.
Нека ми Замисли жена му сега. Аме, а виделе жена му да го брани? Не, ве молам, други примери сакам да ви давам. Значи, ве молам, немој да ме терате да ја коментирам сопругата на... Не бе, само, значи, те зборува... За политички, која е пораката се? Пораката- Маја Иванова, не сум видел да се расправа со се и се што му праја на Георги Иванов. Дури, Да. Зорица Елизабета Пендаровска, не дај Боже, Сите ги жена е знаеме. феноменална. Значи, Да. да седне сега да го брани Стево Елизабета, мислам, Да. на што би личело тоа? Ме разбирате што, а и кон Стево па какви напади има, нели, вошка го вика човекот, вака го вика, така го вика, па не сме виделе жена му сега да седне по Фейсбук и да се расправа. И тоа ад хоминем, лоши ад хоминем напади има кон Или, Стево. сакате да ве насмеам за Пендаровски? Ајде. Ево, јас сум го многу често охарактеризирал, после она Гоце не е македонец, искористи прилика да и пазите, не забравяйте кај работи мојата сопруга. Се сретнавме на прославата на Канал 5, тој ми прииде, си дадовме рака, си се поздравим срдечно и само ми рече, што ти е многу си информиран. Другиот дел што ми рече не е закажување, мислам добро е. И јас се насмеав и викам, па добро, што да правам, тоа ми е работа. Вака кога ќе кажеш по Значи- радио, додека не слушаат слушатели, додека не гледат гледачи, другиот дел не е за коментирање. Да. Просто плаче под прашање ти поставиме. Ајде сега Лично раскажи е. го тој дел. Добро. Добро. Лично е, а не е за мене, а ако кажам дома нема да ме примаат. Нема да ме примаат Добро. дома. Не сме тоа да го дозволиме. Добро. Значи знам што да кажам, што да не кажам. Значи, кај тебе има Значи- сива еминент. Па да. Да. Па ја го И кај кажувам тебе тоа. има некаква Ало, сива мојата фамилија, еминенција. главата сум ја, вратот е мојата Да. сопруга Билјана Стојчева. Значи се случува на кауч да ја спиеш признав. од дневна. Ама јас сум искусен, а вие се уште сте мангупи, што мислите вие раководите тоа. Сотира, се случува на кауч да преспиеш од дневна? Ау, не, подрумно. Види, ја кога читам ова заканување, гноеви сечење, глави мавање од супруга на, Да, не, на господината не, Пасеви. не. Ја мислам Злате. дека он не од дневна на тераса ќе остава така не слуша Не, да Злате. спие. Сега да бидеме искрени. сега Ова, дали- ова риторика е малце, вау. Ето. Мене ме ежи. Извинете, вака. Јас сум поддржувач и на другите мали и средни партии, ама не ме слушаат што не се обединуват. Првата опција им е да одат у ВМРО ДПМН у коалиција, бидејќи се како се вика опозиција. Не сакат кај ВМРО, нека се обединат. Значи немој да ми лепите етикети, демек јас сум бил за левица Не поддржувач. реков ја бе. Па ти сам кажа, ти го поддржуваш, А нели? сега, тоа е метафора, тоа е слобода на изразување. Ова ти како Грчев вака. почнен се. Ја се ежам. Котричко немој Си да ги почнеш напаѓаме сам. нашите Со метафори. македонски политички партии, а не гледаме какво редефинирање на државата ни прават албанските партии, раководени едни од Приштина, други од она како се Зашо? викаше. Вчера Тавари имаше Од револуционерен Тирана. став, еве јас главен критичар негов бев со недели да му честитам. Браво. Видивице што каже вчера Тавари. Да, Дека не францускиот пратев предлог може да се модификува. Таа изјава ја Ама тоа е кажа. намигнување. И дека може да се работи на доаѓање на подобро решение. Прв пат втор политички субјект, освен ВМРО ДПМН го тврди ова. Да, ама Прв пат. Злате, браво, виж како убаво си приметил. Тоа е намигнување. Резултатите не е сигурен он какви ќе бидат, а јас се надевам да ќе бидат таму каде што е тој од четворката. И он како лидер сега, како кандидат за председателски, он намигнува. Значи, намигнува и за председателските избори, и за парламентарните. Тука ќе заврши. Тоа е на политичко намигнување. Одиме понатаму. А ќе збориме за победа на избори. Не, чекај. Ова е за пораз боревме. Ти ми рече дека вака ќе ми напиш. Да, ти реков ја. Еве, ајде, друго прашање да отвориме. Ајде. Гледаме дека Не, чекај, видов една работа од Дејки на Керавата, која што сакам да искоментирате. Наводно, не можев да ја прочитам целата вест, не е битно. Наводно Џафери се, Тала Џафери ли е, кој ли е? Му било поставено прашање дали е исклучена секоја можност за коалиција меѓу ДУИ и ВМРО. И наводно одговорот бил ни риба ни девојка, односно не, да, можеби, ќе видиме што е пораката тука, Сотир, ајде. И тоа е намигнување и омекнување првично. Што значи За тоа? мене неуспешно. Не, ајде објасни го се. Еве вака. Јас тврдам, а не треба толку да сум сигурен, ама јас сум сигурен дека ВМРО ДПМН под ниедни услови нема да коалицира со ДУИ, бидејќи ДУИ е канцер на корупцијата, на организираниот криминал и на мафијаштвото во Република Македонија 20 години.
се развиваше, Па кај развиваше 20, таму и 30. и постигна, види го младо. Значи сега кај И бидејќи моментално Христијан Мицкоски како предводник на опозицијата е најголемиот борец против корупцијата и има и зошто, ова трет пат го кажувам, не практикувал власт на државно ниво, не сме го виделе да покаже коруптивни елементи, јас му верувам дека нема да ги покаже, и тој сега ако коалицира со него, ја лично мислам од старт во го ДПМН ќе се го искаже резултатот, ќе се го извалка резултатот, што ќе го покаже, а јас верувам дека ќе покаже голем резултат на парламентарните избори и на председателските. Затоа, овие кога видоа дека претераа, со 3 услови поставија за коалицирање, видоа дека се мобилизира сега, да ве прошира малку, се мобилизира македонското избирачко тело, македонските политички партии, слушам се спремали некои помали коалиции, еве Стефче, видите што направи, интегра, брате, ја врати у живот. И видоа дека они никако нема да можат да учествуваат, бидејќи тоа ќе биде албанската опозиција, и сега и тие намигнуваат. Ама ја нешто не видов реакција од ВМРО ДПМН. Ај сега да видиме. Во однос на што? Па да оваа изјава ти што... Па тоа вчера било доцна. нормално, од Тирана. ДПМН знае да реагирају во 12 часов. ВМРО ДПМН. Добро, во кампања се сеша. ВМРО ДПМН со ова Статус ке објавија. Не, со оваа изјава на овој, он утре може на другиот коалиционен партнер да му ја спуштат малце цена, да рече чекај, може да одиме со овие. Суштината е дека ја не би играл така, во овој момент, извини, да. Според мене се, ја не им навлегувам, иако им е погрешна политика, според мене, на ВМРО ДПМН грешат кога го прават тоа, но сметам дека ВМРО ДПМН сгреши многу, затоа што они прво се зборуваше дека никој албански блок нема да коалицира со нив, сега на крај ќе дојде да се тепаат да коалицираат со нив. Мојата изјава од пред 6 месеци. Тоа не е фер од страна на ВМРО ДПМН. Јас сметам дека ВМРО ДПМН требаше у старт да си најде партнер кај албанскиот политички блок, и сметам дека во наредниот период ВМРО ДПМН треба да го следи примерот на СДСМ, и тоа е да стане мултиетничка партија. Тоа е некоја моја идеја како ја не ја замишljам Македонија како 20 политички партии, 5 етнички македонски, 5 етнички албански, туку ја замислувам да има 3-4 партии, од кои една мултиетничка, каде што конзервативна партија македонска албанска мешана, социјалдемократска левичарска партија, ако сакате македонска албанска, тук там нели ќе прелетаат и некои радикали како партијата што ја зборувавме на почеток. Политичката иднина на Македонија, просперитет, не ја замислувам така, и жал ми е што не е така. Добро. Нема да биде така. Ти испука? Да. Си ја гледа го мојот бекен. Ајде. Return. Значи, ама пишува таму лаптопот. Со кого коалицира во Тетово ВМРО ДПМН? Со Касами. Две имиња, Касами и Беса. Со кого коалицира во Гостивар? Нешто молчите. Алијанса и Таравари. Добро. Со кого коалицира во Куманово? Со Максим и со Алијанса. И позадина, и Алијанса, значи и албанците. Каде вие гледате тука дека ВМРО ДПМН, ево ја не го употребивте тој израз, ама нема коалиционен тоа, дуи кажува капацитети. Па ја градиме целата приказна до таму. Кои се причините од локално ниво да комуницира, да не го издигне тоа на државно и национално ниво? Добро, сега ми го зема прашањето, значи ја градевме приказнава, за да ти поставиме под прашање. Да, нели бе немаше коалиционен капацитет? Така. Ајде, одговори се, ајде. Има. Еве го, ви го нацрта. А зошто? Вие го знаете. Од каде? Види, не е тоа од вчера. Не е тоа од вчера, ама новиот лидер изгледа паметно. Значи, еден зборев во прашање. Стратегија. Ви реков. После лидерската средба, Христијан Мицкоски е нов. Најдобар стратег моментално на политичката сцена. Му го зеде приматот на Али Ахмети. Оној пат ви го кажував тоа. Значи, чекор по чекор, најтрпелив лидер е. Лјупчо Георгиев се одеше на харизма. Никола Груевски, бюрократско-технократски менеджмент и политички маркетинг се одржа 100 години. Мицкоски е човекот кој по грбот јадеше стапови, очеличи. Тоа што него уништи го ојача. Пораз председателски, му затвара луѓе и ово на тп, дојде победа на локални и почна најголемите... Само земе го микрофонот поблизу што те мола. И дојдоа најголемите напади врз него и врз ВМРО ДПМН. Значи јас така гледам. Стратегија
Step by step, не може да се смее, Злате. Step by step. За твоето поначало Стратегија. микрофонот се смее. Прво ниво, второ ниво, трето. Ова Чекај, е пред да одиме со реклами. Слушайте го ова, политичка каскада се вика ова. Пред да одиме со реклами до двајцата исто ова многу важно Ајде. прашање. Вчера излезе еден огромен скандал дека 100.000 Гледам. граѓани со неважечки лични карти и пасоши со старото Тоа е име на страшно. државата нема да може да гласат на изборите. Ако земеме дека 54%, еве 60% да е излезноста, тоа значи дека 60.000 луѓе, овие се веќе влегуваат во некаков репрезентативен пример, сигурно. 60.000 луѓе нема да гласат затоа што немаат нови документи, истече им се личните карти и пасошот име со старото име. Прашање до двајцата. Ајде. Дали ова сериозно го доведува во прашање цензусот во вториот круг на претседателските избори? Кој прв одговор? Кој сака? И јас две работи, не само цензусот, има уште една работа која што тука треба да се коментира. Легитимноста на изборите. 60.000 гласа, тоа се Види, 8, 9, 10 пратеници може да бидат. Не, 100.000 веќе. 100 кусор. 100.000 не, ма зборувам, пошто нема да излезат сите се, ако е 60% излезност. значи, види, 5% луѓе да не можат да гласат, веќе голем прашалник е за легитимност на изборите, види. Мене прво ми е тоа. Да. Второ е цензусов, точно, меѓутоа прво легитимноста на изборите. Ова е, значи имавме една институционална криза која што се тргна со изборот на овој седмиот член од БЕСА беше, од каде беше? Да. Добро. Тоа го зборевме дека во студио Даштени беше и така натаму и други беа. Значи опозицијата генерално на куп ќе има шанси да ги да има увид во избори, но ова мора да се реши. Значи вчера видовме повторна една самодетонација на ДУИ на СДСМ, тешка, со вчера или завчера беше кога не гласа во собрание за продолжување на рокот на пасошите. Ама ради ова веројатно не доде. Затоа- Тоа е некаква теорија. Завчера. Сега одиме подлабоко Па и не е битно во ситуацијава. Значи, ако сега веројатно ВМРО ДПМН овие опозиција како се вика сега, треба вреди. Така вреди. Во превод, а било глагол, вреди дали е глагол, не знам. Добро. Ама било глагол. Добро. И значи, од еден аут. Веројатно треба да предложат како преодно решение повторно во тој закон за патни исправи. Не, знам одбија, каде. одбија. Не, чекај. Да се предложи да важи како легитимација за престојните избори. Може тоа лек специјалист на крајот Да. на криштата се прави со 3 члена, така ли? Да. Со една реченица. Така? Да. Член 1 што е законот, член 2 важи за следните избори, член 3 стапува на сила веднаш, така? Во превод не и завршни. Сега друго прашање. Чекај, не, па ја не одговори, па Боксерски го зеде микрофон. Ама друго сега да те прашам, значи сега Чекај да одговорам на Злате. Те молам. Значи, се согласувам Боцевски, сега ќе се надополнува. но добро. Човек на предизборието е Тошковски. Не го познам. И исто има уште една работа со Ама, а бе, тоа што е ви? колку малолетници кои сега нели треба да добијат право на глас во изминатите месеци, не се добро во утро. можност лична карта. Па Ако видиш. овие се 100.000, так не знам уште колку Луѓе, илјади има. Гледате што гледам како аналитичар. Човек на предизборието е Тошковски. Да слушателите да знаат, лично не го познавам. Значи не му ласкам. Едино он како министер му направија до сега 10 фортификацијски препреки. Вие не сте били во ЈНА, ама знаете што е. Препрека што треба да совладаш за да станеш боли војник и да оствари целта и така натаму. Само он добива такви препреки, другите и министри, и заменици министри, дополнителни министри не видов дека такви препреки им се прават. Зошто? Се плашија дека ќе открие тоа што откри. И вчера човекот ја кажа најголемата вистина. Значи, и цензусот, и легитимитетот, што вели Боцевски, се е загрозено. Слободата на движење е загрозена. И овој македонски народ, што ја оној пат реков, треба да го едуцираме. Излези и гласај. За тебе се Ма работи. како ќе излезе За бе, кога- твоето семејство. Како ќе излезе кога? Тие што можат, во најголема мера да излезе. А види сега, до изборите има 2 месеца. Го гледате ли вчера, го видов изморен, нека ми просте сега што ќе го анализирам. Кој бе? Изморен Тошковски. Значи тој човек работи 24/7. Ај сега зима плата за тоа Чекај не се, го жали. мајка за- Чекај се, ај Мајка затоа што Ствари да работеше про Може ли- па ќе го Види, он Може како ли- адвокат 100 пати повеќе се Жити плати. се, Па ја да ти се, кажам да. како поранеше на може ли да те замолам Ајде. како правник нешто да проучиш до следната емисија? Ајде. Значи, мене ми се случуваше во мојата конзуларна пракса. Истечена исправа, патна, пасош, така?
со истечена исправа сепак да му се овозможи да авиокомпанијата со нота од амбасадата и така натаму да Немаше да одлета, проучи. но во транзит, значи Проучено. во транзит до Скопје. Не, и до задња дестинација, не мора транзит. Знаеш зашо не ги пуштаат во шенгенска зона со истечен пасош, значи во транзит само во Тогаш. меѓународен простор. И сега веќе пушта. Веројатно. Не, прашањето што ти го поставувам е, значи, толкувањето што јас го добив и од МНР, од нашето МНР, но и од другиве МНР внатрешни работи е дека истечена е, но е валидна и не знам како беше, но е валидна исправа, така? Да. Значи се случува некој останал во странство и така натаму, нели? Истечена А на за избори тоа не важи. то, значи, може ли да проучиш Сотир, дали Не, ова ќе ви некако, кажам случај. дали овој преседан Мој може друга некако да се искористи? Во Париз сме, го изгубили му го крадоа, најголеми лопови прашањето ми, има чекај, во Франција. Не, дозволи. Прашањето ми е затоа што си правник. Ке мора ли законски интервенција или со некој упатство може да го не знам Не, сега. најдобро е законска интервенција, се работи со упатство, ала наша власт не верувам во неа упатство тоа да знае да го реши, иако на претходните избори со уредби со законска сила ги добија изборите. Еве како се прави. Го губиш во Париз пасошот. Еве, го губиш или ти го крадат. Ти одеш во амбасада, ти дават валиден документ, не е битно како ќе се нарече, подпишан и печатиран, како или ме апостиле од амбасадата, ти крајна дестинација ти е Македонија, сега немој да одеш преку Јужна Америка и преку Африка. А инаку сите држави се должни да те препуштат да си дојдеш во домицилната држава. За ова, Боцевски, не ми се љути, нема потреба проучување. Него сега со овие специфични Не бе, не ти се случаи љутам, само има ти кажам потреба сега, проучување, ама вчера ги гледаш државите што ги броеше Тошковски. Наброја 6 држави од ЕУ кои дозволиле, значи они пробале, го пуштиле Боцевски, го пуштиле Златев, Сотир, тап поминале во Хрватска, во Словенија, во Италија, во Швајцарија и во Германија, кажа. Значи, дозволуваат домицилна, обратно е сега. Домицилната држава не ги признава, тоест власта не ги признава патните исправи на своите Се граѓани и согласувам. ги затвори во кафе. Се согласувам. Тачка. Ама не за тоа, Енде. значи ја те прашувам за Фусто. гласањава сега. Ама еве ти одговори. Значи сакаш да кажеш дека за тебе тоа Ти би си била бил валидна исправа, амбасадор, така? Точно. и јас се надевам, мада таму малку имаш тие иселеници, се надевам си имал некој сличен случај. Не бе, имам, и како не. познавајќи те, јас знам дека ти си излегол во пресред. Не само иселеници, И него толку луѓе од кои не се иселеници, него осте се тоа. Што се вика? Него го викаат Мајка Тереза. Не, Бог кој е на Не, на не, морнарите. он е Мајка Тереза. Не Он се е бави. второ И тоа во после позитива. него. Не зезај. Во позитива е он Сега мајка кажа, Тереза. Сега јас кафански термин употребив тука, не Значи, зезај. Боцевски, да сме начисто. Не, ама види, во моментов има Една од моментов улогите на тие ДКП-а е да помогне на граѓанинот. Така е. Сема ако не е криминално во моментот што ги спомнам морнарите сериозна штета претрпија со ова, значи многу пари Изгубија изгубија. договор луѓе. Значи ова е Не се страшно. само Треба они. да. Ќе видите ќе се Не, јавува. еве ќе ви кажам, ми се јави луѓе за помош што се консултанти, работат по Ги компании, по отпуштаат фабрики. бре, луѓе. Мора не, значи Губат престој. Пази, престој во држава ти добиеш база на патна исправа. види, сериозно е. се решавало со дури со нота од амбасада истечена исправа, Така е, чисто да ја има така во е. раката. А нема да кажам затоа што не сакам сега да глупаво е да кажам. Не давале? Не го. Имаше една компанија која што многу често лета кон Скопје, да не речем најчесто лета кон Скопје, која што со нота од амбасада со изгубен пасош качувала патници без никакви документи ги А носела не, до тоа е Скопје. друго. Ќе ги кажам. Значи Тоа е- најхуманитарно ми се Карало случувало. девија 25 години. Знам, затоа ти Тоа кажам. е воздухопловниот Да, шверц. да. А најубавиот Воздухопловни. шверц се прави пилотите, не сите, пилотите, стюардесите, од парфеми, цигари, Не, друго ти златни, кажам. чекај, златни часовници и другото, не сакам да го спомнам, најубавиот шверц се прави, да не ви кажам, ериите, како се вика на аеродромите, што им е дозволено, што не им е дозволено, каде поминуваат без проверки и ова и она. Тоа мене ми е Не, познато. друго ти кажам, Мене ми е познато тоа. студентка, докторантка од Германија ми се јавила на качување во автобус на конгрес била во Рио и го украли ранецот со пасошот. Не го видела, дошло на аеродром, буквално на обид нота од амбасадата до Turkish Airlines, нота од амбасадата до Рио, до полициската станица, со една убава молба да ја пропуштат. Ја пропуштија до Скопје. Во Скопје вика малце се чудеа, вика, меѓутоа им ја покажа, вика, нотата ја пушта, Германци се знаат не може да разбирање. пушта. Еве мој случај од пред. Да. А кога беше Штепан во Туркана со ти повеќе памтиш? 90-тите,
добивам виза, тогаш кога беше по-страшно, добивам виза и ми сгрешиле и со негов подпис и печат че он ми преправи. Ја интервенирав ми и одам ја у Германија. Навлез у Германија ме стопираат. Топ у собата она од 4 зида. Ме третираа како некој криминалец. Господине, кај одите таму, кај кого одите таму, што ќе правите, тоа ќе правам. Добро, колку ќе задржите? 20 на дена. На гости одев. Зошто ова вика сте го преправале? И јас сватив што е тогаш. И ми лекна. Викам, господине, ова е подписот на амбасадорот германски во Република Македонија. Ве молам да се обратите во амбасадата на вашата држава во Македонија, ќе ви го потврда тоа. И сум имал луда среќа кога се јавиле, бил таму амбасадорот, се јавил, одма во системот ме провериле, ми иде, да, наша грешка, пуштете го човек. Значи, види. Али добро, значи она што сакаме да кажеме, добро. Има некој култура и разбирање. Значи преседан има. И за тук граѓани, ја не сум граѓанин на Република Германија. Но, ајде да се вратиме на ова. 100.000 пасоши, 100.000 луѓе без документи. Сериозно. И малолетници за кои не знаеме, кои сега ќе станат полнолетни. Лесно е да се Мислам дека ти дома имаш таков случај. Има лична карта? Летно е да се стара. Нема да може да глас. Не разбираш. Види, лесно е да се предвиди. Тие примери не се пресметани. Чекај. А малолетниците може да вадат лични карти? Ја знам, пасоши може да. Над 16 може. Може сега? Над 16. Не бе од секојаш, јас сум уште од старите. Да, и кај нас имаше, мислам. И знаеш ли сега како се предвидува тоа? Колку средношколци, колку се четврта година, колку ќе наполнат 18 години, загрозено е нивното за прв пат излегување на избирачките кутии. Тогаш нели едукацијата е, тогаш е социализацијата со системот, тогаш е влезот. Не, ова може да остави. Значи, ова прво сега технички сега зборувавме. Да, правото е нарушено и така натаму. Но ако знаеме дека постои огромна шанса дуи. Мислам дека Таравари после ова последно комитлачење постанување комита од вчера, мислам дека нема да се дрзне ги бойкотира претседателските избори во вториот дел, но тоа не е ни битно. Гледаме дека овој као се вика дуи можно е дефинитивно да го бойкотира вториот круг. Да со дуи се е можно. Да повика јавно, немојте да излегувате да гласате. А можно е па и ако си направи проценка. Добро се. Зелениот дуи е скопско и се е можно. Значи, ако тоа го направи дуи, ти рачунај од вкупниот количник минус 90.100. Така. Господинот Максим Димитриевски, за кој и јас исто како тебе сметам дека ќе биде најголемо изненадување од првиот круг. Дуи мислам дека може озбилно да се приближи кон СДСМ, значи, но сепак ќе видиме како ќе изгледа. Максим Димитриевски, сега да бидеме искрени, нема ни некоја реална причина зашто би се замарал за втор круг да агитира нели луѓе да излегуваат. Исто важи и за Билјана Ванковска и за Левица. Исто сметам дека тие, дури Ванковска каже ја нема никому да ги дам гласовите и така натаму. Исто тие нема нешто посебно да се замараат да агитираат да излегуваат нивните луѓе во вториот круг. Плюс кој ќе оставиме дуи, на крај останува една ситуација во која, еве да речеме, 2/3 од овие останативе, ако ги земе ВМРО ДПМН, значи на Левица и на Максим Димитриевски, ако излезат да гласат, може ќе гласат и на Важички, не е важно. 2/3 ако ги земе, третина од нив ако изгуби, плюс цело дуи, постојат огромни шанси претседателските избори во вториот круг да пропаднат и да имаме ситуација во која Гордана Силјановска Даскова, го зборам согласно анкетиве, да го детонира Стево Пендаровски 2:1, 1,5:1 или нешто слично и пак да не стане претседател на Македонија. Тука може ја да продолжам. Тоа ќе биде многу плексивно. Може ја да продолжам. Ева, синок, јас секогаш се спремам за емисиите, ако сум веќе старец аналитичар, ги зедов сите претседателски избори и ги анализирав. А ни еден втор круг не пропаднал. Вака или онака цензусот се исполнува. Ова е опасно што ти ја кажуваш. Секој пат е надмината. Сега еден збор ќе употребам, за кој денес сакав многу ќе да зборам, ама пак ме навезовте на вашата воденица. Значи, стратегија се вика во превод да знаеш како. Стратегија за вториот круг ВМРО ДПМН ќе мора да примене соодветна и победничка и инклузивна, памтите ги зборовите,
Сотри, јас за математика зборам, сега ти на стратешко ниво е Ова Дали е ова е чекай, математика, јас што ти знаеш сам по себе А дека сакаш да имаш видиш. А пред да 100.000 идеме, души пред да идеме, помалку ќе пред да идеме излезат. на пауза. Инклузивна, знаеш што чекай значи? сега, Знаеш, чекай сите сега, граѓани чекай. исклучени. Максимум. Осте се стратегија. Легитимирачка, знаеш, да дадеш легитимитет. Еве ти е математиката. Ама друга една работа те прашам Ајде, сега. бе. Нели убаво си проучил? Може Стам ја да ве шамарав денеска, вие ми шамарав. Не бе ти ко шамараш стално. Никој тука не го метафора. вреше. Да. Ајде едно подпрашање. Ајде. Си проучил убаво, така? Не знам. Не, знам убаво што си ќе ме проучил, прашаш. точно е. Цензусот. Да. У тоа проучувањето од Зирна, дали некаде случајно позицијата победи на председателски избори? Не бе, не, полној пат го констатирав. Да, добро, Ти чисто. признав, ти подпишав. Чисто вака, добро. Ама ти реков, Ама секој сега пат има како прв пат. стратегија се? Секој пат. Па секој пат има прв пат. сега. Тука те чекав. Сега. Што кажа, што праша Лјупчо? Чекай, За Нели- цензусот. Нели може за прв Опасно. пат и едното и другото? Ама вака сега. Имавме ли една Што ситуација? одговори Чекайте, подпрашање. Да. Пак, затоа што следиш, знам, Да. посебно регионов го следиш, ги знаеш системите. Да. Те текнува колку беше Србија тотално раштрафена држава, ние години и пол кога Да. како се викаше таа една висока така стројна убава жена Наташа Мечич, нели председателка на собрание од една мала партија Граѓански сојуз на Србија, председател на држава година и пол. Ами се феномен. Ама не е феномен. Колку пати оде на избори? Колку пати пропаѓа Оде. избори? На што личеше тоа, кажи ми? Боцевски, Види- во Македонија не вирее Сега бугарско сакаме сценарио. таму да отидеме. Ова со пасошите, дополнително со можните најави за бојкот на вториот круг на изборите од одредени политички партии во албанскиот блок. Се е смислено. Значи, Таравари исто беше на 2, па сега собрание ќе биде и така, не знаеме како ќе реагира. Ова од вчера ми влава некаков оптимизам дека ќе повикат гласајте. Не треба да повика, не очекува никој да повика гласај за овој. Па и ова на секој по Джафери свој- малку, Лјупчо. Знаеш. И ова на Джафери е некоја... Но да видиме. Море, Злате. Ризикуваме дека еден да повика на бојкот, плюс овие 100.000 што ги имаме, тоа ти се... А знаеме дека нема да биде вау излезноста, тоа е реална опасност во овој момент. Постои да падне цензус. Ајде се И питаме нешто. мислам дека, сега не ќе да бидам конспираси теорист никогаш, теоретичар на Да. заговор, се извинувам на англицизмот, но мислам дека она што не помина користењето во внатрешна употреба на личните документи со Северна, што го предложи опозицијата во собранието, не помина само затоа што некој има пеколен план да ги пропадне председателските избори. Тоа е некој моје лично се слушаме мислење. вака. Прашај ме, што ќе работам на овие избори? Јас ќе ти одговорам без да ме прашаш. Веќе го работам тоа 3 недели, од кога почнав серијалот во ТВ Вести 24 и кај вас ќе следува сега Нова Македонија, само излези и гласај. Кампањата е спремна, следниот пат ќе ме видите брендиран. Значи јас сум го предвидел ова. Тимовите ги спремам, ги организирам. Пред крај сум спонзор да обезведам, спонзор, одиме по општините, им кажуваме, сакате подобар живот, промени. Сакате да има промени, вие треба да одлучите. Не треба- Не политичарите да вие скројат капата, треба да излезете. Не треба да Дик тоа да го организира? Не, Дик Мислам нема. дека Дик веќе го има Не, Дик организирано. има блага варијанта од тоа. Кога те подучува како да гласаш и вели излези и гласај. Иначе Дик нема право да се меша во суш. Ова е една од најубавите кампањи што сме ја смислили. Знаеш на англиски како се Имам, вика таа дозволи, Буцевски. GOTV, Get Out to Vote. Get Out to Vote, виж како знаеш. Да ги читаш моите книги, ќе ја видиш 30 страни Ајде Get да Out to удриме Vote. една пауза и си избори. Да, си изборите. Една Млади кратка деца се пауза за изборувате. реклами, без старца нема ударца. Уште едно издание на Еспресо со Злате и Боцевски. Така, Одево. те поддржувам. Одиме со кратка пауза за реклами и таман да го провериме профилот на Тамара Јованов. Може би повторно повикала некој да биде утепан. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Почитувани слушатели, имавме некаков проблем со стримот, одново го пуштивме, ви се извинуваме за целата ситуација. Не е технички проблем на Радио Лидер, се работи за нешто што го има како проблем платформата на која се стримаме, а тоа е Facebook и нормално после ќе може да го гледате ова видео на YouTube. Значи, до сега коментиравме можноста да пропаднат изборите, председателските избори, некаков раскол се случува во политичката партија Левица и тоа го прокоментиравме. Останаа многу работи, пасошите ги прокоментиравме. Она што останува да тлее во јавноста е следното. Дали
во периодот кој следува ние ќе имаме малце така прочистување на целата состојба. Ние сега гледаме дека политичките партии веќе почнуваат со настани прајање, се шетаат по комитети, се организираат меѓу себе. Во рамки на дозволеното сега за сега. Во рамки на пред кампања, како се вика? Не, Пред кампања. пред кампања се вика Не, ова. пред кампања се. Ама не, ова е уште нели Не, пред кампања. абе уште номинации нема, потврдени не се без кандидати. разлика, има веќе има. Им. Еве, Истакнати, а не потврдени. А пази, кој е, сега не знам, која е технологијата во ДИК? Овие викаат собрале подписи, нели треба да го верифицираат тоа? ама тоа треба да Не, се заврши поднесу. процесот. на 8 тоа ќе Се, биде. се поднесува и има рок. Еве. Има роковник на ДИК, ќе го отворите и ќе видите. Еве сега 9 часот и 9 минути ексклузивно морам да ви кажам дека Белјана Ванковска собрала подписи. Браво. Вчера и фалело што Честитки. 80 ги има собрано да се ова на логика е ова. Честитки. Ај малце историја, Сотир, колку време ви требаше 99-та вас да соберете подписи од ДЕА? 2-3 дена. 15.600. Тој беше ентузијазмот околу Не, силето, види. Оцески. Тоа Они беше биле партија. као туи сега. Зошто сум ја разочаран и не членувам веќе во партии? Тоа беше партија која 80% го загрози СДСМ, 2-30% го загрози ВМРО ДПМН и од двете бевме уништени, ама значи ние не сме чинеле, да ви кажам. Бизнес крилото превагна над политичкото крило, ја бев во политичкото крило и партијата е уништена. Леле, ти должам едно извинување, сега ќе ти кажам. Ама вие ме зашамаривте од почетокот и сега ќе ти кажам. И партијата угина, ја веќе никој пат не стапив во ниједна друга партија, како стојат работите во постојни не, ама после изборите можеби ќе правам партија на пензионери, ексклузива ви кажувам. Па има више една. Па што ми е гајне? Оној генералот или Па што ми е гајне? Воено разузнавање, тој генералот. Само да ти кажам една, знаеш ли? Овој пошто е пензионерот воздухопловство, ќе биде на пензионери што имаат над 1000 евра пензија. добро утро. Значи да Само знаеш. Знаеш ли како се вика партија во германофониот свет? Како ги викаат партиите на пензионерите? Чисто идеја ти да. Партија на сиви пантери. Океј. Вие може да сте партија на сиви рисови. Да, рисови. Да. А слушай, потпрашање мака ти поставам. Јас слоганот го дадов без старца, не му ударца. Значи, прво сакав нешто да ти искрам, кој видов многу има тензија и се откажав. Значи, си бил во право. Зашто? Си бил во право. Јас 2007-2008 почнав да отсуствувам од Македонија. Ми почна предистрагата за Трајковски и представува Србија, Хрватска, Словенија, Швајцарија и така натаму, и тоа по 20 дена, 15 дена ги баравме доказите и ги најдовме. Во тоа време настанало раскол во алтернатива и едното крило смогнало снаги, ова од Воја Стојановски ми е потврдено генералниот секретар и ми вика да му се извиниш на подписки, собрале 1000 подписи и ја регистрирале веќе земаната демократска алтернатива во нова алтернатива. Пошто јас сум човек на вистината, пошто ја напишав книга Лаги во политиките, ја овој момент у мојата меморија не постоеш. Овој викенд што помина у Гет седевме со Војо, ми ја кажа ова вест и вика Сотире, не, ние се и ми ги кажа од Дохрид, од Штип Кочин, кој ги собирал подписите, ја ги знам тие момци и вика собравме 1000 подписи, вака на тацна му ја дадовме на Ровчанец партијата. Готово. Значи Ивица било право предходно. Еве му кажувам. И сега сакав да го караме, да му даваме дисциплина. И Сотир, мрзи сме сега да не седнеме да напишеме една современа македонска политичка историја. Сега, и знаеш зашто сте мрзи? Големи мрзи тоа што сме. толку глупости се дешија, а никој ги нема запишан. Никој ги нема запишан. Значи, И слушај, да бидеме искрени. и сега ќе ти го земам прашањето што сум го постал на Сотир во кафеана. Имаш ли во историјата на македонскиот плурализам пошалабајзовска партија од ДЕА? Не, грешка. Не прифаќам шегата. Тука не, а? Една од најдобро организираните партии до 2000-те. А после? 98-2000. А после сапуница, како беше меурчиња од сапуница. Јас сум многу реален. Ау, до толку ја осведе? Да. Ама види, посветете ми цела една емисија, ја ќе ви кажам како македонците си ги уништуваат своите политички партии. Да, сега што била партија на пензионери, викаат од УДБА ја формирали и вас УДБА да не ве формира. Мајката, цел живот се борам против УДБА. Ја ги видов и овие признаци сега што излегува против левици и тие против служби нешто зборуваат сега. Не знам кажа нешто.
од УДБА не станав секретар на младина на Југославија, на ЦКСКМ и на УДБА никад не го заборавив тоа. Ме изгласа младината. Ај се уште една жртва на комунизмот, главно не ти одговарава. Не ти одговарава. Вакви. А ме прашуваш дали УДБА ќе ме формира како политичка жртви на партија? комунизмот кој тебе директори Не, што биле жртва. Ова е главни лично, обвинители лично и прашање. така. Жив здрав сум јас сум жив здрав. Боце си, знаеш што сакав да му даеме на дисциплинска? Една Ајде. вечер се будам, го отварам телевизорот, Боцевски дава психолошки профили на кандидатите за председател. А ние овде тоа го правиме и после тоа не можев да спијам. Знаеш за која емисија мислам? На И викам која? ќе го казниме. А кај беше ти Заспи онде? ако може. Заспи ако можеш. И викам, со Злате, ама вие не ми давате се договараме. Со Златев мора да го казнеме дисциплински. Ние што правиме? Не правиме овде психолошки профили на кандидатите за Законски е забрането поише 3 дисциплински во еден месец. Не, ова е сега. Музички, ова е сега. Добра емисија направите. Иако ја од таа емисија можам да спијам. 3 дисциплински едно кафе, ајде. Шкрт дипломат. Шкрт дипломат. Абе дипломат е државен службеник, а плата е. Злате. знаеш. Ајде, бе, да работиме. Злате е бизнисмен. Злате, фајде да работи. Ја би еден бизнисмен што да ти Па расправа. да. Златев е успешен млад новинар, Да. Предходно новинар истражувач, има кликер за аналитика, има. Не, он Има веќе не е во види. Го гледам нешто се сакам- независен не, станува Сутре. и Он више не е во делот на перспективен бизнисмен, веќе е некако мини гарх, знаеш, онака. минигарх, лелева кованица пропаѓа слушка. А знам што е? Добро. Не, ја не го етикетирам. Иако мене ме етикетира као млад, као перспективен, као надежен. Не, он знае што, он Ај, не ме успешно, фалете, успешно се обидува да го прави тоа Поплюкај што го, ја поплюкај не успешно го го правам. Мене ме етикетира ВМРО-вец и не можам да избегам од тоа, ама храбро и гордо го трпам тоа, а ја одамна сум one man show, ја одамна не сум во партија, сега имам симпатии, извинете. Имам прва љубов, втора, трета љубов во политичките Ти партии. кажа на почеток Добро сега. ти. Значи, Ајде, ВМРО го го животот сакаш, сега. левица ги сакаш. Значи, Да. А зашто рипаш една друга партија? која? ВМРО да помне. Зашто рипаш? ВМРО да реков, ВМРО Право ги место, сакаш. да, прво. да. Второ ги сакаш левица. Максо ти е драг. Да. Значи, Максо е второ. Да. А и Алијанса не е Као нова далеко од Алијанса, СДС, да да. сакаш, А Максим као нова е прво. Да. Нова партија number one за мене. Абе ова е у животот. Од 66-та чекай година. се, ВМРО е Не. прво или Максим Ти е чекай. прво? Се вака. Не, јас сум реалист, апсолутен победник е ВМРО да помне. А ова е као животот. Од 66-та година навајам за Манчестер Юнајтед, кога мој Партизан го победи до ден денеска. Втор тим ми е Реал Мадрид, трет тим ми е Милано од времето на Ван Бастен, Гулит и Рајхард. Еве ти го. Прва политичка партија, втора, трета. Ама јас сум вистински македонец, бе. Јас сакам македонскиот се- блок кој е 70% од населението да зајакне, бре. Еве, Да не се прави, уценуваат затоа што- албанци. Љупчо Бојковски вика да не сте збореле за мене дека сум добар аналитичар, не сум бил ни до колена на Мирка Велиновска, која е најдобар хронолошки аналитичар. Вие брзо заборавате све СДСМ и што направија зло на Македонија. Види, учителката, Да. немој ја да анализирам, со сет респект кон неа. Чекај малце се, още се ома за Австрија. После напад на еден подкаст пред месец дена, кој ќе ја видам, локе се направи на кафе во тој низиниот кафич. Одма за Австрија за шутринска емисија мора малце да опуштиме. Кажи ми дома ке ти пројде вака да и кажеш на Билјана, ти си ми број 1, број 2, број 3, Број 3, да. Не, 25 години Билјана ми е чисто, да. број 1 и единствен. Добро. Не заборавајте. Ама ти вака и у партији им кажуваш. Не. Не, знаеш што, за партиите... Не, ова Златев е непоправлив. Липчо, да ти кажам, за партиите не одредене. А кога ќе прашаме, знаеш, која му е поред, Билјана редовно одговара последна. Да, Така што тука е категоричен и дефинитивен, да. 25 години јас го спроведувам кандид на Волтер. Обработува ја својата градина и немој да гледаш во туги градини, бидејќи ќе ти дојдат од тугите градини. Читајте го кандид и ќе ви стане животната филозофија на Сотир јасна. Да, мораме малку да... Си гледа моите работи. Тука си ги гледа следува моите познатиот хит на К15 Гради народ.
Свеќето го расна. Антонио Петрски вели Љупчо праша го сутри дали левица е дел од СДСМ, само не му давај на Боцевски да влезе во дебатата. Не ми даваат. Нема тоа да го поставиме, тоа помина као прашање, значи. Идемо даје, Ајде. Доста левица ја. Одиме. Глупо е да им се враќаме пак, ние Па претеравте малку, претеравте со левица. Си имаат они сега внатре-партиски ситуации. Ние ќе се надеваме дека наредната недела и Бранко Ристов и Сенада Ибраимова од Штип, која исто така едно од тие што се елиминирани од партиите беше јас своевремено која комуницираше таа со нас медиумите, беше некаков лидер на Центарот за комуникациите и неа и даеме простор, ќе му даеме простор и на овојот Пука козметика, ќе пробаме да им дадеме простор, ние ќе ги поканиме, го каниме отворено и Димитар Апасиев, ако не може оневи супругата негова ќе ја поканиме. Нема проблем, нека дојде, затоа што таму е портпарол периодов, па и она да објасни некои работи. Не. Може завршно согледување да дадам за левица? Остај ги, доста им беше, ај другата недела да ги ставам. Виж, ја како ве слушам, вие ништо не ме послушате. Ај добро, не, дај. Значи, очигледно левица има проблем, очигледно некои работи под тепих ги ставале веројатно година дена, ама, бидејќи ми е зацртана како трета партија на овие избори, ја вака им посакува. Кога никој не веруваше во ВМРО ДПМН, 2004, 5, 6, кога се реновираше, кога заздравуваше, кога сите на Груевски као млад лидер му побегнаа во ВМРО НП и сите мислеа дека ВМРО НП ќе победи на изборите, не ВМРО ДПМН, ја бев првиот кој кажав не, ќе се покајат, ќе се вратат кај мајката матица и ќе бидат единствени и ќе А победат. кој е менив мајка матица? ВМРО ДПМН. На кој? На ВМРО-вците. Абе и сега шо прешо левица паралел? Па паралела, сега гледам се раситнува, бегат си одат, заклучното е, издржете пред избор, да излезете на избори, постигнете завиден резултат, после изборите вадете си и очи, и уши, и се. Мој совет кон левица. Радио лидер се приклучува до повикот до апелот за мир во левица. Да, така браво, Злате. Да. Поради доброто за Македонија. А иначе јавно се нудам да ги мирам овде у студио ако сакаат. А иначе Мене Жаре Пука козметика ми е другар. Но види се. Значи, мене никој таму не ми е другар. Без разлика на се тоа што го дискутираме, како рече ти, честитки за Банковска, нели? честитки собрала подписи, И да. едно само А на Стефче ќе му честитите? која Кој ќе ќе собере, да. А рекој денески собере. Ајде да видим. Ван- Чекај сега вака, ова сигурно Љупчо не се сеќава на ова, бил мал. Ти текнува, мој пријател се сети, видиш, понекој заборавам ја и ти некои работи. Кажи. Како се викаше оној некој невладин парламент, Владо ли што беше која пуштаа пораки во 2004 година и насред Молк излези и гласа. Ау, чекај, тој е од Заборај на тоа. филијалниот. Тој е од комунизмот, социјализмот. Се сеќате на тоа? Голем активист беше, ама тој беше Бранков човек. Па да, За тој мислиш? Да. Тој е прв човек што кампања преку телефон спроведе. И од тогаш почнува онлайн кампањите, кои ја не ги ценам, ама некаде се докажаа, да ви кажам. Во Америка се докажаа. За други држави не сум чул. А кога го памтам тој, упат направи невиден. Ние имаме најголем Не видам. проблем со телевизиските реклами у Македонија. Кој ќе извадат тоа борма? Аме да ви честитам бе, сега ми текна бе. Абе да ви честитам. Бе помина законот на собрание, 10 милиончина ќе се делат, бракот меѓу власта и медиумите е направено и вие сте тука бе. Ки идеш тоа на Ке Кијаните, на Емил Стојменов да им честиташ, не нас, ние не гледаме ништо од таа. Не, зошто? Нема тоа. Не сте пријавени. Не, значи ние сме, нема врска. Така е скроен тој закон, сите пари да ги земат. 5-10% имате, ја мислам, и вие во куп. Шите радија 5% да имаат од тие пари, тоа е Ајде, нешто. Злате, мора ти Златев не е малку. Дали знаеш вицот кога Обединети нации се делила месечината? Зошто одговара на ова? Не. Не знаеш? А да кажуваме. Во Обединети нации на генерално собрание се дискутира чија е месечината, излегуваат американците, велат наше, ние прво знаме, човек таму го заводе. Советскиот сојуз вика како ваше, ние прво летало таму донесовме. Кинезите велат, вие што сакате земете, на јужниот пол има некои минерали, само тоа е наше. Сега радио лидер, нели? Македонецот бирше солзи со шамивче, или од кубе коси и вели
месечинке, света земја македонска, пак ке ми те делат, пак ке се лее. Така и ова. Јас Колку нашиве добиле таму, така и ние. Јас сум од самиот почеток против овој закон. Јас имавме една Chatham House Rules панел дискусија, но ќе споделам нема да споменам на другата страна во дискусијата кој беше, на наша страна бевме новинари. Јас предложив дека кампањите од јавен интерес треба да им се наложи на радиодифузерите затоа што ние користиме јавно добро. Тоа што ние во моментов одиме во етерот е јавно Злате, добро. 94-та, 5-та, 6-та, колку години си имал? 2-3. Само секунду. Чокрески прв го објави бракот меѓу власта и новинарите. Ова е тоа. Значи, само секунда. Јас А тоа е против викам, природен блуд. Ние сме корисници на јавно добро. Значи, што значи дека државата нас може да ни наложи без да плаќаме, да ни плаќа да ги пуштаме тие кампањи, број 1 и број 2. По примерот на македонска музика, која пушта радиостаница македонска музика плаќа помала концесија, треба да биде истото и со кампањите од јавен интерес. Наместо да истураат кеш во медиумите, да речат, слушај, пример една национална телевизија годишно плаќа 70.000 евра национална концесија, ако пушташ кампања од јавен интерес, ќе биде 25. Пример ти кажува. Преку попуст. А вака, нетранспарентно, некаква комисија да дели пари на медиуми од државата, мене тоа не е проблем. Ја во книгите го пишувам тоа. Него дечки да не заборавам, пошто следната емисија добивам шут карта да ми припремите музика од Дженис Джоплин, од Creedence Clearwater Revival, Eagles и Deep Purple. Ако имаме прилика од сите поедна да чуеме, да чуете мојата музика. Зошто сме вака категорични за шут карта, бе? Ми толку се договоривме. Петоци ни се убој. Он ни рече 5 ќе ни доаѓа без пари, после ќе ти наплаќа. Не. Не? Нити наплаќам, нити барам пари. Што ти да кој ми пушта? А да моје дете го рачунам, ги што ми пушта на набиток. А да истераме, ајде не до... Ја не се пишуваат. На мала врата не сакам. Јас сакам. Ако сте... Јас сум за да го направиме... Но чекай сега, да не те закачи на нешто. Слушај. Немој да дојде ред тебе да те заменувам овде. Начув нешто. Кјути. Што? Види се што прави. Стара комуниста, ако не ти направи проблем у куќа, кој ќе ти направи? Значи тоа ти доаѓа, у куќа ти влага и одма византиски игри. Лјупчо, чекай нешто да прашам. Кој бил дисидент удба нешто? Не бе дисидент. Ова не беше така. Ова е класично. Не вака жените им ги зима у комунизмот. Ке ти стигнам за уво. Неподобен. Значи неподобен. Брада, долга коса, джинс. Неподобен. Значи, неподобен на сојузен функционер на владина. Ама не ме пуштат Ивица, да работам. Вака им ги зимаат жените у комунизмот. Ќе отиде еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати на кафе, на крај мужот ќе опратат на голи ото. Се дедо ти овие приказки ти ги кажува. Гнезди тука. Значи, знаеш дека се вистините тоа за ИБ 48-49-та. Дедо ти овие приказки ти ги кажувал, тачни се. Да. Златото им е крадено, не ми отварај уста. Као обвинител го проучив тоа. Тогаш имало многу фамилиарни насилства, упади у куки, злато одземање и девизи одземање. Зашто кога треба го напаѓам тој систем? Мене ми викаат дека сте ме деконцентрирале да не можам да поентирам. Јас сум утепав од поентирање. Значи вака, следниот петок веќе имаме дефинирано поле. Боцевски, некој пишал, ти се спремаш шут карта, не е точно, тоа се глупости. Не ме сватиле. Ова емисија без Ивица, не е комплетна, значи не само што не е комплетна, туку за тие што не сватиле, Боцевски можеби привремено ќе оде на друга функција. Ево да нацртам. И за тие што не сватиле, ние кога се караме меѓу себе во емисијата, се караме за вас да ви биде интересно. А и Боцевски не го знае тоа. Да. Ева да им објасни. Ме уништи, денеска ми врати за се. Нешто 2004-та ми го собира и денеска враќа. Да, века Љупче, една отворена покана до тројцата за ручек у Кавадарци. Кој бе тој кавадарчанец? Боцевски вика ќе го асимилирам и он да биде кавадарчанец. Лафис радио Кавадарци. Драг другар Горан Белевски, со него се запознавме во СДСМ, а сега е секретар на ЗНАМ во Кавадарци. Кажи му, таму ќе ја почнам. Ама слушај, морам да почнам кампањата излези и гласај. Кажи му на него. Ќе не земе нас двајца сотка. Ајде. Нели сега она е. Ќе се јаде, ќе се пие. Во моментов нели се развива во Македонија она висока култура на храна и вино и така натаму.
слушнав, Лјупчо, некаде го запишав, сигурно го знаеш, има некој ресторан во Кавадарци во моментов што е на таа мапа. Има прекрасни ресторани, да не ви кажувам, ќе ми се налутат. Ја ќе ве однесам кај вртучет ми попова кула. Кој бе сино ли е? Не знам, Боце. некаде го запишав. Ја носам кај твоето другарче од Америка. Златев ќе си го земи ме и ве носам од Не е Америка. генерација со мојата сопруга, не е со мене, Добро, не бевте заедно во Америка? Не, она е генерација Сум сгрешил. 3-4 генерации предходно. Може би сум сгрешил. Овако, меѓутоа, тој е дел од групата. Чекај бе, вика, Yes. и вика, Љупче, јас сум пензионер воздухопловец, али стварно хронолошки ги знам сите зладела на СДСМ и ПДП од 90 до ден денес, можам да ги набројам таксативно. Ова вие воздухопловците нешто Го знае ли трансферот на цигарите Вие со украинските хеликоптери, прашај го, ајде. Дали го знае? еве го Од времето на Бранко. Не слуша човекот. Вие воздухопловците овакво влегувате во онаа дефиниција на Рамбо Амадеус за национализмот. Знаеш Ако не го што вика- разбрахува, ама- Знаеш што вика Рамбо Амадеус за национализмот? Вика, национализам, вика ти е категорија за луѓе што земаат, вика до 500 евра плата. Генерално, тие се вика националисти. Од 500 вика до 1000 евра плата, они вика поише би причале нешто сега како здравствен систем да се подобри, школство и така натаму. А над 1000 вика Се либерали. што земаат плата, нив ги интересира само муабет за времето, какво е, дали заврнало денес, дали било ова и кај ќе идеме на летуење, на зимуење и така надам. По трет пат. Е, сега. Ја мислам дека пошто воздухопловците се изнад сите овие категории што ги кажавме, мислам дека воздухопловците више влегуваат дека кога екстремно ќе се ослободиш од финансиски, дали ќе можеш да преживееш у месецов, дека почнуваш више да се бавиш со голема филозофија, со хроничарство, со политички идеологии, со такви работи. Ај, Чичко Сотир да ти каже, најпрекрасни луѓе се воздухопловците, со мали исклучоци, 25 години поминав меѓу нив и следниот пат со Брејтлинкот ќе дојдам, да ви се пофалам, значи посебни луѓе, Тој Брејтлинг просто поише од радиово. Вака, не, ќе ја кажам Као да ти историјата. објаснам. Ќе дојдам и со јакната Значи, воздухопловна. Значи, И нема- храбри луѓе, прекрасни луѓе, луѓе кои го прават најсигурниот превоз во светот и немој да ми ги чачкате воздухопловците. Исти такви ќе беа и новинарите кои имаа по 3000 евра плата. Прекрасни луѓе ќе беа. Само што не знам, може би ќе има страф од летање, книгата ти текнува на Абе, ајде да не ви кажувам, има контролор што има страф од летање, ајде да не кажувам Иначе срамота. го знае скандалот, пари со хеликоптери се донесуваа на аеродром Араба, директно шверц со цигари, генерал, ајде да не го Ова е спомнуваме. воздухопловец знае. Може Поздрави да го не од мене. тужи генералот, јас само можам да кажам дека е од Источна Македонија со потекло од Беломорска Македонија, нема да го кажам Не, името мења не. кое е, да. Тоа се поединци. Висок Ја реков, човек, воздухопловците се најпрекрасни луѓе на свет. Поминав у тој свет Ја ти 25 викам, години. и ние Поединци има новинарите стрчат. да имавме такви плати, ние ќе бевме прекрасни. Мора да ви кажам. Значи ние немате, ние пошто немаме. Дечки, бај за избори да збориме? Сутир ми Заврши емисијата. го пробивме временскиот како се Дебело. вика? И денес ми изигравте, добро. Зашо те изигравме бе? Да. До тебе? Се што планирав, Чекај. ништо не кажувам. Значи ти сакаше да збориме за изборите. Па, реков, А зашо зборевме Како денес? да победиме на избори? Камерата кај дечки, помагајте. Ја фаќа. Како да победиме на избори? Сакав да кажам победоносна формула, следниот пат ќе ви ја кажам. Како да победиме? Гласај лично и сам, дечки, фаќа камера. Да, Гласај лично и сам. Еве ја иконката. Ќе ја гледате во цела Македонија аплицирана. Ова Злато ќе ми кажеш од кај си ја нарачал, ќе нарачуваме и ние. Значи види имаме Сериозно ќе ја тераме кампањата, да знаеш. Гласај лично и сам. Ти одлучуваш, Боцевски. Златев, за тебе се работи. Деца, за вашата фамилија се работи. Вие да одлучувате, а не политичарите за беганите политички елити. Ја мојот кандидат господин Поповски не може да собере подписи, не знам што ќе прави. Ај после Луѓе, знаете ли како човек со сите мајка изигра, името не го кажува, а вика Господи. Ама не, така е кршен. Така се бе. вика. Ова не го знае. Сегде у свет, кога ќе се родиш, гледаат да ти дадат што е можно поубаво име. У Вевчани се раѓаш и бираат како да те утепат. Леле ми утепавте, теоријата на син ми Филип и на супруга ми точно испадна дека некој работи поспоро ги сваќа. Значи, се.
Пази, Вевчани, овој го крстиле господин. Имаш имињето типот Дуфе, познатиот Дуфе Куковски, Да. сум работил. Имаш- 94-96 име- со Дуфе. Дуфе, знаеш име- од каде? Добар те веренаш. Демократска алтернатива. Нема, знаеш ли од После ЛДП. Знаеш ли Таму некаде. Не, знаеш ли што е деминутив Дуфе Не. во Вевчани? Ова е многу интересно. Не. Душан. Еј. Ние така Дуфе е добар дечко, да знаете. Фантастичен е, не. Прекрасен дечко. Големи поздрави до Дуфе, башка на следовен слушател, да. Аха. Вика, јас се викам Лимпе. И вика, добро бе, шо име е тоа Лимпе? Вика, скратено од Олимпија. Олимпија. Ќе ти Вика кажам. ти, али шо е поутепано? Олимпија и Најголем предузимач во комунизмот. Имаше и Еремија таму. Е, знаеш, тие- Олимпија од Вевчани го гонеа, го уловија у Виница, го судеа за предприемништво. А ние сме сега капиталистичка држава, Еве. капиталистичко општество, а на преден план е предприемништвото. Олимпија, тачно, Вика, Вевчани. знам еден Вија паланчанец, Словенија. што го имаат, вика, крстено гимназија. Има една книга македонски имиња. О, Умаќе, кој ги бира? Па Елкан или презимињата има. Сег да бираат да ти дадат, окей, име, тамо бираат као да те утепаат. Али овој, значи види, за прв пат ќе имаме господин човек на функција, но за жал нема да собере Ајде, дечки, подписи. следната емисија ќе се припремате ли за... Многу интересна е и во комунизмот, кога Не, сите те беа другарки слуша и некој другари. сотка. Кога во комунизмот Овој беа другарки господин и го другари. крстил. Не. Кога некој беше вака спастрен, беше господин човек. Да. Значи, тоа е многу интересно. Дали следната емисија ќе се припремате за политичка астрологија, изборен хороскоп и гледање во Може. служен кафе, бидејќи емисијата се Може. вика пиење кафе Може. со Златев А и со чекај, Боцерски. чекај, ти знаеш тоа астрологија се разбира? Да. Ама не, Да ми изборна- направиш натална Не карта. бе златен мој, изборна астрологија. Ке гледаме на кој му се, на која партија Па да, звездите на кои се отвора патот. Значи вика, слушай, во подзнак е собран подпис. Значи ја джабе дробев Ти ме таму на свати, ова не сега да ме свати. Ја джабе дробев на почеток, се што требаше да кажам дека на Апасиев му влезе регресивен Меркур. Не, ај сетете се на нивниот Бранко. слоган. Ало, слетете се, гледај сега да видиш изборната астрологија. Светлина во тунелот. Е, сега они се во тунелот, немат светлина. Чичко Сотир се памти. Нивниот слоган од пред 4-8 години го памтам. Светлина во тунелот. Таа светлината им е под затемнета, се во тунелот. Им подсакувам да излезат од тунелот. Да, А како? да излезат од регресивен Меркур. Да. Пазите, потоа што гледаме дека им влегува Свати. овој Не, што е потоа- Сатурн во седма куќа. Да, а потоа не знам види, што значи а тоа. потоа идеме со трансцендентни пораки кој ВМРО народна во 2006 иднина наместо судбина и тие нели Види, Боцевски, сега ја би рекол судбина за да имаме иднина. Ама ќе ти го објаснам тоа. Добро. Се сеќаваш и кога излезе тоа видеото, таа гатачката која му објаснуваше на Груевски каква политичка иднина го чекаш, тоа беше еден прилично голем скандал. Може да направиме една емисија гатачките и бајачките во Сакате еден македонската личен скандал да ви политика? кажем и да завршиме така? Ајде, ќе му Кога бајам бев на без некој. работа, во раните 90-ти години, ме оставија без работа една политичка групација, одам за Франција кај тетка ми да работам. Ја добив и престой, требаше да живеам таму, ама не можев да издржам без Македонијава. Слушај го ова сега. не го сеќам дека ќе биде. Тетка ми од Србија има една пријателка во Виница што живее, Сонја, ја поздравувам ако слуша и гледа, и ми вика, сотка да ти направам, вика, ова, Натален. Ајмо, викам тетка Сонја, не да ти направам, а фактички мајка ми рекла, бидејќи јас сум единец. И она ми прави, ја да ја направам кеф, ајде, да, дај ми ги овие дати, оно, ја фала ти многу, ја гушкам, преклопувам и у джеб ставам. После 7 дена ја тргнувам за Франција, Аскона Берлина имав прекрасна кола од Германија, и сам патувам, музика, пушев тогаш, и пред 11 на автопатот, цигарата ми паѓа, јас се наведнувам, ај што ја зедов цигарата, ја појачувам музиката, моите Deep Purple, и луѓе излетувам кривина остра, излетувам од автопатот, среќа само се забив. Колата зад мене, четворица Срби, дојдоа, ми помогнаа, ја Анайс хотелот се сместив да преспијам. Ноќта од джебот ја вадам наталната карта, точно датата ми ја погодила и вика, на таа дата не пишувај. Од тогаш астрологијата ја ценам. Вика, на таа и таа дата и други дати, вика, не патувај. Ама ја младост, лудост. Ја еве еден скандал од мене, ја од баба ми. Ова се случува 92 година. Од баба ми ја наследив басмата за јачмен Боцевски се бајање. фаќа за глава. Ако треба, ако има некој проблем со јачмен,
може да знаеш она на окош појава, можам да му забавам. Не знам дали делува нешто. Види, некои работи се подсмеваме, ама првиот за акупунктура експерт беше од твое Неготино. Ти од Неготино или не, од Кавадарци? Уште еднаш ако ме кажеш од Неготино, ја завршуваме инстантно. Те така да една луда мара ги зели. Еме го инстантно со работката. Боцевски, еме го Кавадарци, една луда мара ги зели. Намерно ти направи ова. Значи, човекот кој спасуваше животи со акупунктура, сите го исмејаваа. Ја ова го знам бидејќи мајка ми 6 години од Кочани преку планината ја носев у Неготино акупунктура. Ревматична жена, беше остеопороза и така натаму. Тој човек, ја името не го памтам, животот и го продолжи. Се подсмеваа, сега сите одиме по акупунктури за спондилози, за ишијаси и така натаму и така. Сакав убаво да кажам, а те провоцира за Неготино. Ја одам на конвенционална медицина. Злате, те така една луда мара ведели, бе, што е работа? Значи, ја види, јас да проверам дали сум разбуден да не стигнете до каменот кај црквата во Кочевиште, кој поп треба да знаме. Очекувам Соцка да го извади сега шпилот од тарот да извади на лице ме. А види, сега, ама го следиме трендот на државата, кога може воџа да вработа за да им бае против корупција. Чути, можеме и ние нешто да. Па види, Сотир, колку авиони паднаа дури беше ти таму воздухоплов? Не, само сериозни инциденти имав луда среќа. Тоа е све ради астрологија. Вака, од кога бев назначен, а иначе падна најже една од поголемите несреќи е војниот хеликоптер. Тогаш друг беше председател на комисијата, ама ја као член, па го наследив. 2008 мене ми е траума. Едно 10-12 сериозни инциденти имавме со лесни авиони, фативме авиони што правил трговија недозволена и така, но друга емисија вака на брзина не можам да кажувам. Ќе ви ги донесам сите истраги. Види, можеме и договор да склопиме после изборите. Кај се ексклузивно да образложам дека две телевизии што објавија сега на 26 февруари, дека и двете истраги покажале дека за Трајковски за несреќање се само пилотите виновни, не е точно. Втората истрага покажа нешто друго, а почнавме да објавуваме, Заев почна да ги дава бомбите и никој не слушате, прекинавме. До крајот на годината најверојатно ќе излезе книгата и филмот што требаше да се снима, ама парите што ни беа доделени ни ги одзеде Медо покоен сега од Филмски фонд. Ако те интересира, во Радио Лидер ексклузива од 10 емисии да ги расветлиме падот на војниот хеликоптер и падот на Трајковски на авионот и ќе ги дознаат граѓаните на Република Македонија вистинските причини за таа несреќа. Договорено за после избори. После, сега не е. Почитувани слушатели и ние као партиите нема проблем да се вети било што за после избори. Ама и да се исполни ветувањето. Тоа е доказ, ние ќе докажеме дека не сме како партиите, затоа што ќе го исполниме се ова. Не да пробивме денес, пробивме многу, останете 107,4. Уживајте во денот. Се гледаме во понеделник.